Со свечена академија и доделување на наградата 4 ноември, општина Битола го одбележа денот на ослободувањето, празникот на градот кој се слави од 1944 година. Наградата за животно дело годинава заврши во рацете на професор доктор Трајко Огненовски, професор по книжевност и лингвист. Традиционално беа доделени едногодишните награди. На доктор Васо Радивоевик од клиничката болница од Битола му беше доделена награда заради достигнување од областа на здравствената заштита, а на Драган Најдовски, самостоен ликовен уметник, награда заради неговата огромна ангажираност на полето на ликовниот живот во Битола. Навистина наградата ја доделија во навистински човек, на граѓанин пред се, ликовен уметник кој како ја што си велам за себе, како никој што не ја сака, јас ја сакам Битола како никој што друг не ја сака. Мило ми е и драго му благодарам на сите мои сограѓани, колеги кои и секако сите они кои на некој начин ме мотивираа да дојдам до ова високо за мене признание. Награда доби и Менка Николовска, хуманитарка од Битола, а наградата во нејзино име ја подигна Фатма Бајрама Земовска, која потсети на делата кои Николовска и нејзиниот сопруг ги направиле за Битола. Тоа се луѓе кои што живееле во Битола, меѓутоа поголемиот дел од животот го поминаа во Шведска, значи таму работејки, и решија да се вратат во Македонија и поточно во Битола и решија, што е најважно, сето тоа што го има, да може да помогна таму каде што е најпотребно. Инаку имат направено многу работи, јас ќе спомнам само неколку. Прво ќе спомнам значи во Центарот за ран детски развој на Сумнал, нашиот центар го премија, Центарот за аутизам целосно опремен, потоа значи затворот во Битола, значи многу важно и прва таква некоја донација од физичко лице овде, значи спомнувам, направија значи црква и џамија за сите затвореници да може да се помолат, меѓутоа исто ручек, потоа старскиот дом, основни училишта многу во Битола, потоа мостот Свети Ѓоргија кој што е кај Гени Мале, значи целосно е направен од госпоѓа Менка и Владо Николовски. Градоначалникот на општина Битола Наташа Петровска во своето празнично поздравно обраќање порача дека Битола е град на кој треба да му се врати конзулскиот сјај, а космополитизмот да доживее ренесанса. Битола во моите очи, во мојата визија, е Битола на која треба да и се врати конзулскиот сјај, космополитизмот да доживее ренесанса. Нам ни треба повеќе уредени улици, средени паркови, повеќе градинки, местни заедници кои ќе бидат пријатни капчиња. Мојот поглед внесен кон пубави училишта, внесен кон модерни пазари, разиграна чаршија, ведар широк сокак. Во иднина ги гледам спортските терени и разиграноста во нив. Неуморно, со верба, со љубов и подадена рака кон нови достигнувања. Со одлука на новото општинско водство, годинава не се одржа коктел со храна и специјалитети од храна, а заштедените средства беа донирани на Битолскиот центар за деца со аутизам.